Православните христијани денеска го празнуваат Велики петок, најтешкиот и најтажниот ден во годината, денот на страдањата и смртта на Исус Христос. По 2 години празнување на овој ден според одредени протоколи поради пандемијата. Денес, кога најголем дел од мерките се укинати, храмовите во Прилеп беа преполни. Верниците доаѓаат да се поклонат на плаштаницата која што го символизира Христовиот гроб. Нашата прва асоциација на овој празник е созданието дека го предал својот создател. Човекот го предаде својот Бог, го распна на крст и ја посака неговата смрт. Според етнолозите, пак за овие великденски денови, освен одењето во црква, во минатото се практикувале едни од најчудните обичаи во Македонија. Во четврток исто така се спремаат некои магии, например жените мамници гледаат црна кокошка да снеси јајце, која подоцна го користи во обредни цели и ја мислам дека и денеска има луѓе кои во тоа веруваат и би го платиле, значи би ја платиле таа услугата. На Велики петок имаме табу за користење шајки, за користење игли, бидејќи Христос е распнат и заковање на крстот. Во Велики петок се чисти дома, а посебно обрнуваат внимание на чистењето на ногалките од самите столици и крпата дури. И крпата е табуирана и се фрла на некое вакавно место или каде што има течение на вода, например по некоја река. Тоа е верување дека преку годината можеби му им се направени на луѓето магии во петок богатите черечеле јагниња и им делеле месо кој треба да го јадат во недела на сиромашните, значи од јагне. Голем дел од овие обичаи сега не постојат или се видоизмениле. Но не се замрсува со јагне, луѓето знаеле уште рано наутро да замрсат со врапче или со пиле, па дури подоцна ја јаделе печенката. Обично јајцата прво ги јаделе само белките, а жолчките ги чувале секогаш за лек. Децата се капат со црвено јајце, а исто така се провинаат јајца низ облеката на младомажените. Кршење на јајце од рогот на самата стока, лепење на лушпите од јајце на стопанските објекти или на самата куќа да ги штити од демони. Исто така тие јајца кога почнуваат да се јадат, значи дел од нив не се јадат сите, дел од нив се чуваат за 8 големи четвртоци, затоа што до Спасов ден има 7 големи, односно 7 големи четвртоци, последниот е Спасов ден. Најголем дел од овие обичаи црквата воопшто не ги оправдува, бидејќи се поврзани со паганизмот.